Ова е проектот што треба наводно да се гради во... Што тие стаклените кули. Да, еве го целиот проект. Ова е цел рендер. Ова наводно е проектот кој што треба да се гради во кај сегашна Алумина. Мене ми изгледа многу амбициозно. Милош, тргни се, убав си угребот. Дали ќе се изгради? Бидејќи вака изгледа амбициозно. Ова се планира да се направи. Идеме у програма така со звук, да. Замисли у Дубај да решиле пустина да остават. Тоа е наше национално богатство. На Facebook баш за дупот за Алумина, огромен дел се позитивни коментари, дека најубав дел на општината ќе биде тоа и така натаму и така натаму. Нив тоа ги плаши. Дека Тафталик ќе биде најубав дел на Пази, Скопје. ако можело Свети Николе да се направи, Карпош да не се направи. Па затоа сум јас градоначалник, а не вие. Ајде вака да разјаснеме. Вие од Карпош сакате да направите Свети Николе, а ја од Карпош сакам да направам метропола. Јас од Карпош сакам да направам водечка општина како што беше. Номер 1. Таму ќе има 35 катници, 2 деловни згради, во кои ќе има конгресен центар, во кој што ќе се вработат луѓе, во кој што ќе има IT фирми, во кој што ќе има странски компании, во кој што ќе има нотари, адвокати и така натаму. Замислите, тој конгресен центар на 2000 квадрати ќе биде да го имавме тој конгресен центар, нема да трошиме пари сега во Борис Трајковски. Таму ќе се вработат луѓе. Ќе претпоставиле некој во тие 35 катници колку чистачки ќе има? Колку секретарки? Колку сметководители? Колку економисти? Колку правници ќе работат таму? Колку IT инженери? Колку маркетиншки? Колку IT инженери ќе работат? Колку електричари? Колку електроничари? Колку луѓе се на одржавање само ќе работат таму? Таму се отварат нови работни места. Колкава инвестицијата? Колку што знам, преку 300 милиона евра. Секој се бори да се донесе. Сега кога ни беше денот на општината, градоначалникот на Врнешка бања се фаќа за глава, вика: "Стефчо, кога сам ја видео овој ваш каже видео, леп видео презентацијата, да. Не презентација, лепа сторија, каже, кој сам видео овој ваш мал филм, каже, па кој ви потенцијали имате? Колку ви може да радите, гледате? Ја не могу да сватим. И вака вика, јас сам 2 пати ишao у Монако да молим Цептара да инвестира у Врњачкој бањи, а ви имате инвеститори кои вас моле да инвестираат и ви их одбијате. Ја ово не могу да сватим. Ние ме такви кои вика ова нек се прави у Свети Николе. И за нив Свети Николе треба да биде репер. За нив Свети Николе треба да биде подобро од ова што е. Затоа, што сакам да кажам? Грешките што сме ги направили во минатото не сакам да се повторат. Затоа инсистирам, објектите што се према улица Прашка, да се тргнат најмалку 30 метра од улицата. Па кога ќе додадеме улицата 15 метра плюс објектите тамо, да не ги фаќа. Летно време не е проблем за сенката. Зимно време, бидејќи сонцето е ниско, таа сенка не смее да ги фаќа којките. Тоа е првата работа. Втората работа. Има повеќе излази и се прави уште една улица према Теодоси Гологанов. Овој дел кај што се деловните центри ќе биде сосема одвоен од резиденционалниот дел. Се прават 2000 гаражни места за резидентите и уште 1000 гаражни места јавни паркинзи што ќе бидат ставени на располагање на граѓаните. Тоа значи да се реши проблемот и со настел, да се реши проблемот и со оние што паркираат од другата страна кај Сити Плаза хотелот, бидејќи тие нема доволно паркинзи, и сите по улица Прашка, значи ние ќе решиме комплетно паркирањето таму. Нам ни треба такви квалитетни проекти. И што е најинтересно, ние не постои таков проект кај што ќе има 50% зеленило. И сообраќајниците сите да бидат под земја. И да има три нивоа под земја да има паркирање. А има ли некој аргумент реално сега ВМРО ДПМН зашто ова би сметало? Знаете како на презентацијата има канализацијата дали ќе издржала? Што ви кажам? Има ли негде каде што канализација во Карпош не издржала? Се сме одвеле пред време. Карпош, кога беше поплавата во Стајковци,
имавме вкупно 10 подруми и гаражи поплавени. На ниедни порои и на ниедно топење на снег или било што карпош не се плава. Се инфраструктурата решена. И ние секогаш одиме чекор напред со инфраструктурата. Ама дали возилата тука ќе може улица Прашка да ги приеме? Тоа се забелешките. Сенката каде ќе одела? Еве сенката симулациите кажуваат нешто сосема друго. А приказната ќе нема градинка, ќе нема школа, со анализите на секој кварт во генералниот план тој ги става максималните габарити со максимален број на жители и проверува дали има доволно простор за училиште, дали има доволно простор за градинки, дали пропулзивноста на улиците, сообраќајниците така натаму ќе бидат на ниво, дали инфраструктурата ќе издржи. Значи генералниот план ги има сите анализи, а во конкретниот пример, значи инвеститорот вели јас ќе изградам тамо градинка и таа ќе ја донирам на општината. Во исто време вели ќе изградиме и пензионерски дел, пензионерско катче за пензионери, кој исто така ќе им го донирам на пензионерите. Ајде да видиме како изгледа тој проект. Ова е проектот што треба наводно да се гради во... Со тие стаклените кули. Да, еве го целиот проект. Ова е цел рендер. Ова наводно е проектот кој што треба да се гради во КЛ сегашна Алумина. Мене ми изгледа многу амбициозно. Милош, тргни се, убав си угрбот. Дали ќе се изгради? Бидејќи вака изгледа амбициозно. Ова се планира да се направи. Идеме у програма така со звук, да. Замисли у Дубај да решиле пустина да остават. Тоа е наше национално богатство. Аха, уживо сме. Ова е на 20.000 квадрати основа. Ако ова вака се направи, Београд на води може да ни завиди. Може вода да не нас.